Провоцираат со имиња на фашистички соработници, а потоа се жалат зошто називите им се забранети. Вака накуса може да се објасни ситуацијата со источниот сосед и нивните реакции откако Министерството за правда даде негативно мислење за бугарскиот клуб Иван Михајлов. Откако под притисок на јавноста конечно македонските институции пресекоа, официјална Софија се вознемири. Сметаат дека станувало збор за обиди за ограничување на правото на здружување на бугарите во земјата. Бугарската подпредседателка Јотова за бугарските медиуми рече дека не постои ниту еден знак дека владата во Македонија сака да стави крај на говорот на омраза кон се што е бугарско. А и не гледале дека бугарите во скоро време ќе си го нашле своето место во македонскиот устав. Сите процеси за уставот, преговорите, историската комисија ги поврза во едно, дури и крадењето на монитор од бугарскиот клуб во Скопје, каде воедно беа ограбени и два угостителски објекта. Ама за Јотова тоа било напад врз бугарската држава и требало соодветно да се реагира. И последно, задавам един риторичен въпрос. Дали върховният представител за външна политика господин Борел, който предприе обиколка в Албания и тези дни в Република Северна Македония, както и комисаря по разширяване господин Вархей, ще бъдат запознати с това, че вандалски беше нападнат културния институт на България, на европейска държава, държа да подчертая, държава член на Европейския съюз, официалния културен институт, и какъв ще бъде отговор от страна на европейските институции. За украдениот монитор и имињата на бугарските клубови реагира и бугарскиот министер за надворешни работи Милков, кој исто така бара Европската унија да разгледа што се случувало во Македонија. За името на клубот Иван Михајлов не му било јасно зошто сме се бунеле. Задминаха се вече ситуациите, при които бяха атакувани български клубове, български организации там, а пък сега вече и българската държава става обект от вчера на подобни атаки. За мен тенденцията е очевидна. Тази безнаказаност поражда склонност към нови провокации, към нови престъпления. За имињата на клубовите реагира и од официјалното МНР на Бугарија. Во соопштението пишуваат дека од 17.000 клубови, македонските институции реагирале само за двата бугарски клуба. Инаку вчера Министерството за правда во Македонија даде негативно мислење за името на клубот Иван Михајлов. Истото го стори и Централниот регистар за клубот Цар Борис III. Одлуката се донесе на последниот ден од законскиот рок. Оти македонските власти не можеа да формираат комисија. Еден период Македонија немаше ни министер за правда, а воедно и притисокот на јавноста придонесе за конечно да се реши сагата околу провокаторските имиња на бугарските клубови низ Македонија.